За минато неделната средба во Истанбул на председателот Пендаровски со неговата светост Вселенскиот патриарх Вартоломеј не бевме известени и можевме да се запознаеме само преку медиумите. Меѓутоа нема ништо лошо што направил средба со Вселенскиот патриарх, вели владиката Петар, кој во Светиот архиерејски синот е задолжен за меѓународните односи. Вселенската патриаршија со својата инволвираност за решавање на спорот со СПЦ треба да поттикне официјална средба со првенците на Македонската православна црква, која заради короната се одлагаше, а ние очекуваме тоа наскоро и да се случи, но не треба да се предлага украинско сценарио, зашто нашиот случај е сосема поразличен, вели владиката Петар. Она што кај нас се обиде да се направи со тој проект, така наречен ПОА, тоа е промашена работа, за која сме зборувале повеќе пати, дека всушност сите тие заедно не прават ни половина парохија. Значи и епископи, така наречени, и монаси, и монахињи, и верници, сите тие 100 до 150 души прават. И тоа не може никако да биде некаква споредба за да се прави измеѓу Украинската православна црква и Македонската православна црква. Кај нас е чиста работата, јасно е се, и единствено што треба да има добра волја од страна и на Српската православна црква за тоа прашање конечно да се надмине. По ова прашање битолскиот митрополит беше оптимист дека со изборот на новиот патриарх на Српската православна црква, неговата светост Порфири, ќе дувнат пополни ветрови, но српскиот поглавар само 2 недели по неговиот избор рече дека со неговото устоличување нема да има промени во ставовите кон спорот за автокефалноста на МПЦ, посочувајќи дека решението е во Нишката спогодба со која верниците имаат така наречената ПОА на Вранишковски. Таа изјава е само на некој начин давање ветар во грбот на луѓето од ПОА, за да опстојат некако, да бидат присутни со вакви изјави меѓу народот кај нас во Македонија, што очигледно дека тоа нема никаква врска со реалноста. Како што кажавме, бројот нивни се знае колку е и не расте, туку опаѓа и тој, а и тие се свесни сите, и соседните цркви, и сите православни цркви, дека тоа е погрешен проект, сосема погрешен проект и дека од тоа не може ништо да се реши. Накрај, вели владиката Петар, во предлог спогодбата се споменува црква со околу 2 милиони верници и да се даде тоа на така наречената ПОА како промашен проект со една мала група луѓе за да се создаде привид дека е црква. Од тоа нема ништо и српскиот патриарх во овој момент не сака да отвори внатрешна поделба по ова прашање. Тие излегоа со тој проект и мислеа и се уште мислат дека ова наша државичка евентуално можеби ќе се распадне, па ќе се вратат нивните соништа за тоа дека ова е Јужна Србија и ова е на некој начин дело што ним во Букуреш им бил доделени. Српските архиереи треба да се ослободат од тие нивни идеи и желби дека било кога нашата Македонија ќе стане дел од српската држава, наспроти официјалната политика која е сосема коректна кон Македонија, рече битолскиот митрополит.